Здраво дечки, јас сум Кика Авеиро и во ова видео сакам да направиме муабет за уште една табу тема за која што многу ретко се зборува, речиси воопшто не се зборува, а тоа е сексуалното вознемирување. Ме инспирираше да ја отворам оваа тема кампањата на Медуза, првата феминистичка платформа во Македонија, и сакам да им кажам браво за оваа иницијатива. Нивната иницијатива се вика е под хаштаг сега кажувам, хаштаг каде не одам, со цел жените да ги споделат своите искуства со некаков вид на сексуално вознемирување кој што се случило во јавен простор и каде веројатно многу поретко одиме веќе, со цел да покажеме дека навистина на нас како жени дури и движењето ни е ограничено. Треба да се секираме каде може да одиме, каде не можеме да одиме, каде е загрозена нашата безбедност, меѓутоа и нашата не гордост, туку нашето достоинство на некој начин. И јас одлучив мојата приказна да ја кажам во ваква видео форма. Една случка која што се случи пред неколку години и од тогаш веќе не одам во градскиот парк сама преку недела. Градскиот парк, особено оној дел кај езерцата, беше дел кој што многу го сакав и многу често одев. Едноставно уживав да појдам таму, да уживам во природа, сепак ми беше блиску до местото каде што живеам. И одев таму, понекогаш со тетрадка си пишував, си запишував работи и ми беше едно место за релаксација. Меѓутоа, после оваа случка не сум отишла. Беше сред бел ден, ден од неделата, не викенд. Обично кога е работен ден, во паркот нема нешто многу луѓе. И си одевме кај дома. По мојот пат, еден човек излезе од грмушка буквално и го имаше неговиот пенис надвор во неговата рака. Нормално кога го видов се изненадив и побрзав да си го продолжам патот. Тој почна да ми вика не се плаши, само гледам. Пошто јас уште позабрзано продолжив напред. Пошто тој се качи на точак и почна да врти околу мене, да почна буквално да врти кругови околу паркот, да не можам, ако тргнам јас ако скршнам на едно патче, тој ќе свртеше за да ме пресретне од другата страна, ако отидев на другата страна, он одеше повторно по мене. Искрено бев исплашена, затоа што не знаев што ќе се случи, немаше жива душа во тој момент, во тој дел од паркот. Не знаев на каде води сето тоа и бев исплашена. Пошто ова е најсмешното, значи најсмешно и трагичното нешто во целата оваа приказна. Видов двајца дечки кои што ми изгледа сосема нормално, секојдневно да речам, двајца другари што си се шетаат во паркот и побрзав и почнав да одам позади нив, едноставно побарав некој начин на сигурност во нивното присуство во паркот. Пошто човекот на точак си замина, значи веќе не го видов. Меѓутоа во тој момент почнав да го наслушнувам разговорот помеѓу двајцата дечки, како едниот на другиот му вика: па јас немам девојка, еве едно девојче, може него да си го фатам,
и тоа беше кажано со погласен тон за да јас слушнам. Така што во тој момент дури и оние двајца мажи, припадници на машкиот пол, во кои што јас мислев дека ќе најдам спас, дури и тие излезе дека има закана дури и од нив. Како што реков, после оваа случка не се случило да појдам повторно во градскиот парк преку недела сама и само да се шетам, затоа што не сметам дека е безбедно за мене или за млада девојка вака згодна. Значи не сметам дека сум безбедна доколку отидам во овој дел од градот преку недела кога нема нешто многу луѓе во паркот. Сметам дека ова е тема која што треба многу да се зборува, затоа што има многу погрешни размислувања на оваа тема. Многу од мажите не веруваат и не ни размислуваат на ова. Баш денеска зборував со еден пријател и тој беше фасциниран од фактот дека да, ние како мажи воопшто не ни размислуваме на тоа дека не треба да не смееме или не можеме или не сме безбедни ваму или не сме безбедни онаму. И не ни паѓаат на памет овие работи на кои што жените треба да размислуваат секој ден. И многу од жените се плашат или се срамат да кажат вакви работи, не па да пријават. Мислам дека во името на сите жени во државава можам да кажам дека не се чувствуваме дека ако пријавиме нешто вакво, дека ќе биде превземено нешто околу тоа. Мислам дека многу често се исмеваат ваквите работи и не се сваќаат сериозно. И покрај тоа што може да остават трајни последици врз психата, особено на млади девојчиња, па и на постари, мислам и на жени секако. Мојот апел на крајот на ова видео би било да ја споделите вашата приказна, да почнете да зборувате на ова. Доколку сакате да се приклучите во иницијативата на која што и јас се приклучувам, ставете го хаштагот сега кажувам и хаштагот каде не одам и ајде да го промениме светот.